Вести во 15 часот, добар ден. Договор со Обединетото кралство вреден 6 милиарди евра, најави премиерот Христијан Мицковски по средбата со британскиот премиер Кир Стармер на маргините на самитот во Тирана. Од владата велат дека станува збор за стратешки инвестиции во енергетиката, инфраструктурата, дигиталната трансформација. Се најавуваат неповолни услови досега, а покрај економскиот елемент фокус се става и на стратешкото партнерство со една од највлијателните земји во светот. Но додека премиерот зборува за милиарди, вниманието го привлече и веста објавена од британски телеграф дека Македонија би прифатила мигранти во замена за економска поддршка. Амбасадорот на Обединетото кралство во Скопје, Метју Лосон, денеска експлицитно демантира. Ваков договор нема. Што точно е договорено и какви се деталите, известува Даниел Василев. Договорот за стратешко партнерство со Обединетото кралство е втор столб на меѓународната позиционираност по стратешкото партнерство со Соединетите Американски држави. Премиерот Мицковски и британскиот амбасадор во земјава Метју Лосон на заедничка пресконференција по вчерашната средба Мицковски-Стармер. Фундамент на договорот е инвестициски циклус кој ќе има вкупна рамка од 6 милиарди евра британски пари. Мицковски вели, договорот ќе придонесе во модернизација на македонските вооружени сили и подлабока интеграција во стандардите на НАТО, поголема безбедност на границите, а ќе овозможи досега најсилна економска соработка меѓу двете влади. Дел од овие пари ќе бидат употребени за инвестиции во инфраструктурата, изградба на модерна карго и брза патничка железница од Табановци до Гевгелија, инвестиции во здравството и нови болници, завршување на проектот на клиничката болница во Штип, заедно со зградата на новиот медицински факултет, студентски дом со капацитет од 200 легла, изградба на болницата во Кичево, заедно со здравствен дом, реконструкција на клиничката болница во Тетово и така натаму. Британскиот амбасадор оцени дека договорот е врвен момент во билатералните односи меѓу двете држави, изградена на заеднички вредности, заедничко членство во НАТО и мощна богата трговска размена. Ние сме големи инвеститори и британската влада реши да го надградува тоа преку договор меѓу двете влади, кој што се фокусира на трговија и инвестиција, за да се креира поголем раст и стотици милиони фунти од кои што граѓаните на оваа земја ќе имаат корист заедно со граѓаните на нашата земја. Затоа ова е фантастичен момент, како што рековте, премиере. Навистина ни е драго заради зацврстувањето на нашето партнерство. Сепак, Мицковски не даде многу детали околу условите под кои државата ќе се задолжи и ќе ги добие 6 милиарди евра од Велика Британија. Јас од прилика контурите ги знам, бидејќи веќе се преговараат со месеци и можам да кажам дека се најдобрите што некој може да ги има на пазарот. Но се уште не е тоа финиширано, се уште не е конечно, иако сме близко до конечно решение. Многу скоро до денеска и тоа ќе биде објавено во јавноста. Прашан како овој заем од 6 милиарди евра ќе влијае на јавниот и државниот долг, Мицковски вели, вбризгувањето на британските пари во македонската економија ќе биде паралелен процес со растот на бруто домашниот производ на државата. Дополнително, според него, олеснителна околност е грејс периодот кој го дава британската влада со оглед на тоа што Македонија парите ќе почне да ги враќа од 2027 година. Очекувам да бруто домашниот производ побрзо расте отколку долгот, така што очекувам дека во крајна смисла ефектите ќе бидат со намалување на јавниот долг, а не со зголемување, бидејќи станува збор за инвестиции капитални, не станува збор за поземување пари за трошења, социјални трансфери и така натаму. А знаете, во градежништвото парите најмалку три пати се вртат. Така што јас не очекувам да има некакви импликации во тие параметри, уште повеќе што првата фактура би требало да стигне на почетокот од 2027 година. Британскиот премиер Стармер во Тирана отиде со агенда да најде чаре за големиот број на илегални мигранти во Обединетото кралство. Беше одбиен од албанскиот премиер Еди Рама за изградба на кампови во кои би се стационирале азилантите кои ќе бидат одбиени од британската влада. Стармер кажа дека Британија е во комуникација со други држави, но не ги откри. По ова во британските медиуми се пишуваше дека како можни приматели на мигранти се државите од Западен Балкан, меѓу кои Србија, Босна и Херцеговина, а некаде се споменуваше и Македонија. Прашан за овие пишувања во британските медиуми, Лосон демантираше и вели дека согласно договорот, соработката околу мигрантите во делот на разузнавачките информации. Тоа се однесува на полициските сили кои што ќе работат заедно со очување со криминалните банди.
подобро споделување на разузнавачки информации и тоа се прави веќе со неколку други европски земји тука. Ние како британци мора да го имаме тој механизам и самите билатерално со земјата. И ова е навистина тоа за што се работи. Со сама друга приказ на тоа што се зборува дека ќе се прифаќаат мигранти. Не се работи за тоа. Сакам навистина да бидам јасен во тој дел, затоа што оно на што се договоривме е дека ова е широко партнерство во однос на безбедноста, трговијата, одбраната, образованието и инвестиции. Со оглед на тоа што Велика Британија се соочува со големи проблеми со илегалната миграција, барем за сега стратешкото партнерство нема да значи укинување на визите за македонските државјани. Лосон вели дека ќе му биде задоволство во рамки на партнерството двете држави да разговараат за ова прашање, но појаснува дека миграцијата е политичко прашање внатре во Велика Британија. Даниел Василев, Сител телевизија. Поставен камен темелник на новата турска инвестиција во Тирс Скопје. Се работи за фабриката Шахтерм за производство на системи за грејење, за бела техника и апарати за домаќинство за најголемите производители во светот. Во првата фаза ќе се инвестираат 25 милиони евра, а предвидено е отворање на 200 работни места, додека пак целата инвестиција е планирано да биде во вредност од 50 милиони евра со над 500 вработувања. Инвестицијата на компанијата Шахтерм, како што каже и директорот на Дирекцијата за технолошки индустријски развојни зони, само во првата фаза ќе изнесува 25 милиони евра со 200 нови работни места, додека планот е инвестицијата да изнесува 50 милиони евра и бројот на вработени се планира да биде над 500. Македонија е на добар пат да биде во најбрзо растечките економија во Европа. Во моментов имаме 800 вработени во 3 фабрики. Мојата компанија е извозно ориентирана, дека јас немам тука пазар и дека сакам да ги извезувам моите производи 100% и да направам, да придонесам Македонија да добие девизи. Çok teşekkürler. Ve kültürel bağlar ile Остварената посета на почитуваниот премиер во Истанбул во февруари за средба со нашиот почитуван претседател и заедничката политичка декларација за формирање на совет за соработка на највисоко ниво подпишана за време на оваа посета, исто така ги подигна односите меѓу нашите земји на ниво на стратешко партнерство. Cumhurbaşkanımızla görüşmek üzere. Енергетската заедница го поздрави усвојувањето на новиот закон за енергетика во Македонија, оценувајќи го како значајна пресвртница на патот кон целосна интеграција во европскиот енергетски пазар. Директорот на секретаријатот на енергетската заедница Артур Лурковски изјави дека овој чекор ја демонстрира силната посветеност на земјата кон европската енергетска интеграција и отвора можности за поврзување со европските земји. Ден однапред и Министерството за енергетика изрази благодарност за поддршката и најави продолжување на имплементацијата на законот со фокус на резултати кои директно ќе се почувствуваат од граѓаните и стопанството. Кочани денеска ќе маршира во тишина и болка. Ќе се одржи повторно маршот на ангелите во спомен на трагично загинатите деца во пожарот во дискотеката Пулс. Настанот овој пат е поддржан и од граѓанската иницијатива која е следен, која бара одговорност и правда за младите животи кои изгаснаа поради, како што велат, системски пропусти и институционална негрижа. Маршот ќе започне по 16 часот. Ова е символичен повик до надлежните за темелна истрага, јавна одговорност и спречување на идни трагедии. Граѓани, роднини и поддржувачи ќе се обединат во пораката ниту едно дете повторно да не стане жртва на туѓа неодговорност. Обвинување од ВМРО ДПМН е по пресудата за трагедијата во Тетово. Партијата ја нарече срамна одлуката со која поранишните директори на болницата добија само по 1,5 година затвор за пожарот во модуларната болница во кој загинаа 14 лица. Според владеачката ВМРО ДПМН ова е уште еден доказ дека, како што велат, правосудниот систем е под контрола на СДСМ и ДУИ, а правдата е селективна. Оваа срамна пресуда е доказ за тоа дека СДС и ДУИ го контролираат правосудниот систем и одлучуваат по нивна волја, а не според правни норми. Овие кои се осудени, а се дел од СДС и ДУИ и не се привилегирани како Филипче, и мора да добијат казна, макар и минимална, негодуваат и го вперуваат прстот во вистинскиот виновник. Во својата одбрана пред судиите,
Екс-директорот на Тетовската болница Флоријан Бесими вели дека не се согласува со пресудата и дека на обвинителна клупа треба всушност да седне тогашниот министер за здравство Венко Филипче. Новите вести ги најавувам за во 16 часот. Останете и дотогаш со Сител. Пријатно.